Спомнавте бројки, меѓутоа никако не сакате да ја спомнете бројката дефицит минимум 500 милиона евра. Значи, во буџетот вие де факто немате пари за многу работи и ќе се позајмувате. Граѓаните на Република Македонија мора да знаат дека ова е буџет на кредит, ова е буџет што ќе го отплаќат некои идни генерации. Тоа по автоматизам значи дека немаме реални пари или за плати, или за капитални инвестиции. Многу е јасна политиката на Социјалдемократскиот сојуз, ќе кратите на капитални инвестиции и Македонија ќе продолжи да тапка во место без развој, без перспектива. Спомнавте многу работи, нели, вака како експозе и генерално сметате дека правите многу добри работи во сите сектори, меѓутоа ајде да видиме што е реалноста. Реалноста е следна. Вложувате во здравството, меѓутоа вложувате без проекти, без издржани идеи, без процедури. Не сакам ни да се сетам, меѓутоа граѓаните знаат што се случува со болниците кои вие ги градите. Ако дојшло до таму кабел да ни гори болници, без да има никакви системи за заштита и таму да страдаат цивили, подобро можеби не вложувајте. Спомнавте дека вложувате во образование, во кампусот на УКИМ, две огромни згради, две згради кои треба да значат згрижување на студенти, 4 години шајка немате заковено. Оставени се на забот на времето и паѓа вредноста на тие објекти. Каде ви е односот кон екологијата? Вложувате во инвертори, не вложувате во електрична енергија. На што ќе работат сега тие инвертори? Зборувате за вложување во енергетика. Смешни се парите кои ги предвидувате за кризите. Сите пари ќе ви одидат во купување на струја. Денар нема да вложите оваа година во енергетика. Спомнавте вложување во социјала. Да, тука сте успешни, тука имате зголемување на бројот на социјални случаеви во државата, што е катастрофален показател. Спомнавте, вложувате во пензионерите. 157 денара, зголемување на пензија. Тоа е подценување на највозрастната категорија на луѓе. Транспорт, вложувате во патишта, а ви горат автобуси. Благодарам.